Понеделник, 2 јуни. Добар ден. Вие гледате поинакви вести на Слободен печат. Добива ли градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска закани по живот или не? Премиерот Христијан Мицкоски смета дека обвинителството треба да се состави и да постапува по доказите поднесени вчера од скопската градоначалничка во врска со незаконски легализирани дивоградби во општина Чаир. А неа ја охрабри да пријави во МВР дека добива закани по живот. Според Мицкоски, доколку доказите се доставени до МВР, тој смета дека треба останатото да му се препушти на јавното обвинителство. Впрочем, тоа е и нивната работа, како што и самиот вели. Ние не можеме да санкционираме. Во право е премиерот, а во право е и кога вели дека законот мора да важи за сите. А кога го прашаа Мицкоски во врска со изјавите на градоначалникот на Чаир, Висар Ганил, и вице-премиерот Изет Меджити, дека градоначалничката Арсовска се користи како инструмент од ДУИ за дестабилизација пред локалните избори, тој рече, има вистина во тоа. Мајстор кој поправа расипани работи. Вака се чувствува директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Тој очекува ДЗС и Центарот за управување со кризи да се обединат во една институција по локалните избори. За состојбите во ДЗС рече дека е во исклучително тешка состојба, а меѓу другото и поради тоа што претходниот директор е во притвор поради трагедијата во Кочани, што придонело и онака лошата состојба да стане уште полоша. Кажа дека во тек се разговори со потенцијални пилоти, бидејќи недостасуваат двајца пилоти. Вели дека на долг рок и стратешки размислуваат да произведеме наши пилоти. Комисијата за прашање на изборите и именувањата денеска ќе одлучува за именување на одлуки за избор на председатели, заменици на председатели, членови и нивни заменици на комисиите на собранието. На дневен ред е и барање за остварување на плата по престанок на функцијата член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, на председател и членови на Државната комисија за жалби по јавните набавки, како и разгледување барање за остварување на отпремнина при заминување во пензија од поранешна пратеничка. А Државниот завод за статистика слави 8 децениско постоење. Денеска со свечена академија ќе одбележи 80 години од основањето на институцијата, а во рамки на јубилеот утре ќе се организира и статистичка конференција насловена 25 години родови податоци. 2025 година е прогласена за година на македонската статистика и во текот на оваа година се организираат повеќе настани, активности и работилници со цел да се зголеми свесноста за важноста на официјалните статистички податоци и нивната употреба во несењето на одлуки и стратегии. Ке ги возат ли индици и пакистанци македонските камиони и градежни машини? Работодавачите велат дека во земјава се бараат возачи под дрво и под камен. Собствениците на камиони се плашат да ги остават во рацете на странски работници, кои како што се покажа низ многуте примери, ја користат земјава како порта за во Европската унија, посочуваат од Макам Транс. Само за задоволување на правилото за ограничен престој од 90 дена на секој 6 месеци, во Европската унија ќе им бидат потребни околу 12.000 возачи. Тие спровале анкета која покажува дека домашните транспортни компании не се заинтересирани да ангажираат возачи меѓу лицата со важечки азил во земјава. Целта на оваа анкета беше да се утврди дали и под кои услови превозниците би биле заинтересирани за вклучување лица со признаен азил во нивните трговски друштва за вршење внатрешен превоз со товарни возила до и над 7,5 тони, како и работници во складишта и слично. Објаснува за Слободен печат Билјана Муратовска, генерална секретарка на Макам Транс. А повеќе за ова побарајте на нашиот сајт. Има ли криминал во пријавите од каснување од кучиња? Судејќи според бројките, за една година имало 461 тужба за каснување, а најмногу искасани имало во аеродром. Јавното предпријатие Лајка плаќа значителни суми за оштети од каснувања, а при тоа кај нив постои сомнеж за организиран криминал
зашто веќе, како што тврдат, имаат и индиции, но имаат и забелешки за целокупната постапка, која се води како надоместок на нематеријална штета по напад или откаснување од бездомно куќе. Според извештајот на Лајка за 2024 година, најмногу каснувања имало на територијата на општина Аеродром, дури 96, потоа во Киселавода 86, во општина Центар настрадале 79 граѓани, 65 во општина Газибава, во општина Ѓорче Петров 41 лице, во Карпош 40, 34 граѓани биле каснати во Бутел, 11 во општина Чаер, по 3 тужби стигнале од општините Шуто, Оризари и Сарај, една од Студеничани, како и 2 тужби во кои не било наведено местото на причинетата штета. Невообичаена слика на патот. Мечка со 2 мали мечиња се движат покрај патот Маврово-Дебар. Ова видео се појави на социјалните мрежи и привлече голямо внимание. На видеото се гледа како мајката и мечињата се движат по рабникот од патот, пред мајката да исчезне во шумата, следена од 2 малечки. Мечките на почетокот на летните денови често се доближуваат до луѓето во потрага по храна, а една од факторите за ваквото однесување е и привлечноста на лесно достапниот човечки отпад, велат експертите. И покрај природното воодушевување од дивите животни, тие апелираат во ваквите ситуации да не се запира за да се снимаат и да се држи безбедно растојание, бидејќи мајките мечки можат да бидат исклучително агресивни ако почувствуваат дека мечињата се загрозени. Националниот парк Шарпланина повика на донации за јаболка и пченка за прихрана на мечките, за да се спречи тие да доаѓаат во близок контакт со луѓето од селата во високите предели на планината. А какво време не очекува? Доаѓа топол африкански бран во Македонија. Конечно ни доаѓа лето и сончеви денови. Македонија оваа седмица ќе се наоѓа под влијание на топла воздушна маса која е со потегло од Африка, што ќе донесе сончево време со мала до умерена локална облачност, слаб до умерен ветер од променлив правец и високи температури. Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 7 до 15, а максималната ќе достигне од 25 до 33 степени. Продолжуваме со вестите од светот. Втората рунда преговори меѓу руската и украинската делегација насочена кон отворање пат за потенцијален прекин на огнот треба да се одржи денес во палатата Чираган во Истанбул. Украинскиот претседател Володомир Зеленски изјави дека делегацијата на неговата земја ќе ја предводи министерот за одбрана Рустем Умеров. Ова е прв пат Украина официјално да изјави дека ќе учествува во разговорите предложени од Русија што ќе се одржат во Истанбул, откако претходно ги критикуваше условите за прекин на огнот предложени од Москва. Составот на руската делегација ќе биде ист како и во претходната рунда. Преговорите треба да започнат во 13 часот по локално време, односно во 12 часот по средноевропско време. Толпа гладни палестинци вчера го ограбија складиштето на Светската програма за храна во Дер ел Балах, во централниот дел на појасот Газа. А според првични извештаи, најмалку 4 загинаа, од кои 2 во стампедо, а 2 од огнено оружје. Толпата однела вреки со брашно и прехрана, но и палети и штици, не оставајќи ништо зад себе. Организацијата побара безбеден и непречен хуманитарен пристап, за да може храната да се дистрибуира уредно и навремено. Терористички напад во Колорадо. Египтјанец фрлил молотови коктели врз произраелски демонстранти. Додека група на луѓе шетале во спомен на израелците кои што се уште се држат како заложници во Газа, се случил овој инцидент. 45-годишниот Мохамед Сабри Солиман, кој извикувал слободна Палестина за време на нападот. 6 лица на возраст меѓу 67 и 88 години се повредени, а некои се однесени во болница. Контроверзниот историчар Карол Навроцки е новиот претседател на Полска. Тој беше избран на вториот круг од изборите. Се работи за независен кандидат поддржан од националистичката опозицијска партија Право и правда.
Славењето за победата на ПСЖ во Лигата на шампиони заврши трагично. Млад човек бил смртно убоден во градот Дакс, јужно од Бордо, додека толпа луѓе ја славеа победата во Минхен. Министерството за внатрешни работи соопшти за уште една насилна смрт на маргините од прославите. Според локалните медиуми, жена на скутер била удрена од навивачите со автомобил во Париз и починала. За време на судирите до кои дојде за време на славењето на победата на ПСЖ низ цела Франција, се повредени околу 192 лица, од кои 22 се припадници на безбедносните сили и 7 пожарникари. Ова се првичните проценки. А можно ли е на само 2 години да станете член на Менса? Во Велика Британија се случи чудо. 2-годишниот Джозеф Харис Биртил е вистинскиот гений. Исклучително интелигентно момче на само 2 години и 182 дена. Тој стана најмладиот член на Менса и со тоа влезе во Гинисовата книга на рекорди. Ова надарено момче го кажало својот прв збор на само 7 месеци и веќе ја има прочитано својата прва книга. За да бидете член во ексклузивниот клуб, мора да сте во првите 2%, што значи дека Джозеф има коефициент на интелигенција од најмалку 132. Неговите горди родители, доктор Роуз и Дейвид Харис Биртил, се надеваат дека нивниот син ќе биде горд на своето достигнување кога ќе порасне. Инаку Роуз и Дейвид се интелектуалци. Прочитете повеќе за ова на slobodnpečat.mk. И уште една информација во овие вести. Откриен е мистериозен објект од длабоката вселена, која што испраќа чудни сигнали на секој 44 минути. Сигналите беа детектирани од Австралиската радиообсерваторија и обсерваторијата за рентгенски зраци Чандра на НАСА. Во моментов научниците не може да го објаснат овој феномен. Решавањето на оваа космичка мистерија би можело да доведе до нови откритија во физиката, велат истражувачите. 90-та година се организира светското фудбалско првенство во Италија. Сега во емоцијата спрема Балкан. И тогашниот председател на клубот Ванчо Ѓорѓиевски организира патување на 2 автобуса на спортски работници, фудбалери и новинари од Македонија. Мене ми викаат од Нова Македонија не може да одиш, нема кој да работи. Ја пак кај генералниот директор. Директоре, ја викам работев тоа 90 дена, викам за која, викам зошто работи? Овие не ме пуштаат долу. Кај не те пуштаат? Викам на светско правенство во фудбал во Италија. Кој не те пушта? Ама викам не би дава. Не се сеќавам. И ме пуштија 15 дена, ама пишуваше Нова Македонија не сноси 0 трошоци. Тоа беше услов. Одам ја кај Балкансток комерс, викам овие ме пушти не ми дадоа пари. А првата тура Балкансток комерс комплетно ја покри. И доаѓа Љупче Николовски Фуфа, славниот Далмет Фу. Да. Беше управо на Балкан. А бевме пријатели веќе. Многу ме сакаше. Јалчо доаѓа на стадион кај мене. Викам, како бе? Доаѓа кај мене. Колку пари е тоа ти требаше да дадеш? Викам, ја прашав у Компас Херц, викам и ми кажа, како сега да речеме 3000 евра. Добро, и Фуфа вади на кожна ташка. Кожна ташка, банкноти, трупови. И ги става парите на нас.